Селата во Македонија. Арматуш. Селото се наоѓа североисточно од градот Битола, во северниот дел на територијата на општина Новаци. Селото е сместено на западната падина на Селечка планина. Тоа е ридско, на надморска височина од 840 метри, сместено на неколку километри оддалеченост меѓу два второстепени локални патишта, а од градот Битола е оддалечено 22 километри. Од општинското средиште Новаци е оддалечено околу 12 километри. Соседни села се Црничани на север, Мегленци на југ, Агларци на запад и други. Во селото се наоѓаат две чешми. Местностите во атарот ги носа следните имиња: Големо брдо, Кутлишта, Елмазица, Поројница, Бања, Студенец, 1050, Ѓупска леска и Плоча. Селото има збиен тип, распоредено во насока исток-запад. Може да се подели на две групи на куќи долж сувиот дол. Арматуш е старо село, најпрво населено со македонско население. Кон крајот на турското владење, земјата од ова село му припаѓала на Ази Сага од Битола, а жителите биле чивчии. Според други извори, првите селани биле муслимани и имале за задача да го чуваат редот и мирот во Битолското поле, а покрај тоа и да го следат револуционерното движење на македонскиот народ, поради што биле замразени од соседните села со македонско население. За време на Првата светска војна, поради близината на фронтот, селото било раселено. После војната, земјата од Ази Сага ја купил Веле Трајковски Јама, кој бил месар од Битола. Веле преку своите слуги ја обработувал дел од земјата и чувал стока. Без постојано население, селото останало околу 30 години. Во 1946 година, државната власт ја одзела земјата на споменатиот сопственик и ја поделила на новонаселените албански семејства. На етнографската карта на Битолскиот вилает од 1901 година, селото се води како чисто македонско село во Битолската каза на Битолскиот санџак со 9 куќи. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 32 жители, сите албанци. Во селото постоела црква Свети Атанаси, во чија чест била и поранешната селска слава. Околу црквата се наоѓали некогашните христијански гробишта. Остатоци од црквата и гробиштата од долната страна на селото можеле јасно да се воучат до 1946 година. Истата година, со доселувањето на албанските семејства, овие остатоци биле отстранети.